Добро вечер, го следите дневникот на Канал Плюс телевизија. Пред се накратко да се потсетиме на главните настани на денот. ВМРО ДПМН денес одржа трибина во Скопје на која јавноста беше запозната со ставовите на партијата за актуелните настани. Од трибината беа испратени јасни пораки за се она за што се залага и го планира во наредниот период владеачката партија. Рокот за поднесување на годишна даночна пријава истекува денес, но со оглед дека недела е неработен ден, пријави во управата за јавни приходи ќе може да се поднесуваат јутре. На градскиот стадион во Штип денес се одржа средба помеѓу фудбалерите на Брегалница и Шкендија. Резултатот е 0:0. Женскиот ракометен клуб Кожувчанка исто така денес ги одмери силите со екипа на Овче поле од Свети Николе. Денес ВМРО ДПМН одржа трибина на која јавноста беше запозната со ставовите на партијата за повеќе актуелни теми и предизвици. Од трибината беа испратени јасни пораки за се она за што се залага и планира во наредниот период владеачката партија. Тоа што спортскиот центар Борис Трајковски беше препон со симпатизери на ВМРО ДПМН, кажува дека поддршката за делата ја добиваат од сите градови во државата. На денешната трибина на ВМРО ДПМН, која се одржа во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, владеачката партија ги изнесе своите ставови во врска со актуелната состојба во државата. Премиерот Никола Груевски најави неколку проекти кои ќе се реализираат во иднина, а ги истакна и досегашните активности на владата. Во неговото обраќање најави 6 нови инвестиции кои ќе овозможат 4500 директни вработувања. Во делата е вистината. Во проектите е вистината. Во 8,5 годишното деноновно работење за да се оствари ветеното е вистината. Во реформите, во новите работни места, во изграденото, создаденото, корисното. Како што ние годинава, социјалната помош, наместо заветените 5%, правиме подготовки да ја зголемиме за 10%. Почнувајќи од јуни годинава, за да им се помогне на најранливите категории граѓани. Да се бориш за Македонија, значи да создадеш услови земјата да ја внесеш во топ 30 држави во светот по добри услови за правење бизнис. И со помош на тоа да привлечеш инвеститори, кои како никогаш преходно ќе отворат илјадници работни места навсекаде низ Македонија. Исто така сите студенти кои првпат запишале трета или четврта година, а чии семејства немаат поголем месечен приход од просечната нето плата во Македонија, ќе добијат бесплатен таблет со цел поквалитетно образование. Денеска сакам да објавам една добра вест и да кажам дека иако не дадовме ветување пред изборите, сепак деновиве работиме на планирање на еден проект со кој сакаме на сите студенти, на сите државни и приватни универзитети кои за прв пат запишале трета или четврта година, а чии семејства немаат поголем месечен приход од просечна нето плата во Македонија, која во моментот е околу 21.500 денари, да им овозможиме бесплатно да дојдат до таблет со тастатура, се со цел да им помогнеме да се здобијат со поквалитетно образование и знаење, со повеќе можности и шанси, и еднакво со оние родители чии што заработки и приходи се поголеми. Ова се само дел од активностите кои ги промовираше премиерот. Преку неговиот денешен говор ги демантираше излагањата на опозицијата. Во иднина ВМРО ДПМН ветува реализирање на многу проекти кои се во корист на граѓаните и државата. Во продолжение социјална тема од Бировско за многодетно семејство Гуџевски од село Русиново. Најголемо богатство на Гуџевски им се 6 деца, од кои најмалото има 4, а најголемото 14 години. Едни на други се своја подкрепа. Мајката и таткото се невработени и бараат некој да ја слушне нивната молба за да добијат работа. Дека и во најголемата сиромаштија децата се најголемото богатство, докажува храброста на семејството Гуџевски од Беровското село Русиново.
Тие покрај себе го имаат непроценливото богатство, 6 дечиња кои со љубов ги создале и со нежност низ годините им ја всадуваат добротата која се осеќа во нивниот семеен дом. Јас имам 6 деца. За да бидеш стварно родител и за да имаш еднодетно големо семејство, тоа е многу убаво и големо богатство. Так, Само што си е немашчија, сиромашчија. так. Работите ли? Не. Пријавијам се под бирото, до сега не сам работила. Соброгот ни он не работи, имаме 5 кози, 2 кона. Так, И, да. Ама не е земјоделец, мисла да се пријавија под земјоделие, не така. Си работите За нас, за да, вас? да. За вас и... Да. Так. Колко ви се дечињата еве? Колко е најголемото? Колко... Најголемото ми е 97, а најмалото од 2010. Так. А сашто излезна момичката нам е 2000-та, тата ми е 2001, машкарът ми е 2003, това е 2006, она 2010. Так. Да. Дали еве поголемите се ангажираат околу домашните задачи? Дали да, ви помага? децата ми помага и това много. Много ми помага. Нема шо да речем. Учат на школа. Големата ми е со спетка, она 3-та година и има мерак да оди на факултет, па ќе видиме поново. Нам децата си тера својата учат, децата до сега не са ме разочарали. Песничката на малата Камелија ја покажува љубовта која се осеќа во домот на ова многудетно семејство. Маричок е збор од мајка, но поубав е од бајка, секогаш со сјајни очи, добри на и радост очи. Ке и дадам бакреш цвет, наричам се од свет. Браво, ти многу си ја сакаш мама, така? Да, Кој те чува тебе најмногу? Дадичките или мама? дадите. Дадите те чуваат, така? Одиш во градинка? Колку си годинки? 4. Како се викаш? Камерија. Камелија, браво. И Злато, кажи им како се викаш. Александар. Кој си оделение? 3. Учиш во училиште, има петки? Да. Што најмногу сакаш да учиш? Македонски и математика. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Полицаец. Полицаец, да. Поголемите се срамат да зборуваат пред камера, но во нивните очиња се гледа желбата да кажат дека и тие заслужуваат подобро утре. И мајката и таткото невработени, единствениот приход во домот им биле неколкуте илјади од социјална помош, но и нив ги изгубиле. Мајката Невена, за да може да им обезбеди поубав живот на своите 6 деца, и подготвена да работи секаква работа, па дури и хигиеничарка. Тука си седиме, имаме горе 2 соби, се тука испиеме, седиме горе 2 соби, мама не са стегнени. Нема одека. Така, доколку ви понудат еве работа, што би сакале да работите? Доколку ми понудат работа, ќе одам. Само не знам да шия, това е важното, иначе друго место. Хигиеничарка, да. Да, може и така. Не може. И чистачка, и се. Така, со социјалната помош како е, зошто ви укина? Па, садихме тутун. Нема шо да се работи. Посадихме тутун и за 2013 излезнали са парите што сме ги земали на сметка и за това. Бидејќи имате Да, приходта и за това. Инаку, каков е животот тебе во Русиново? Си помагате ли комшиите? Па убав да ти кажа, нема шо да се продума со комшиите си, живееме, си одиме една на друга. Има ли повеќе многодетни семејства тука во? Не. До сега в Русиново моите са највеќе. Да, и на мен са... Богатство. Да. Семејството Гуџески се имаат покрај себе, но го немаат она што во денешницата може да се каже и најпотребното, а тоа е работа и заработувачка. Тие не молат за милостина, тие молат за работа. Да ја разбудиме свеста кај институциите, општината, компаниите, да не дозволиме оваа мајка која донела на свет 6 деца да моли за работа, да им го дадеме она што им е најпотребно за овие деца да можат да се школуваат и да бидат продуктивни граѓани на ова општество.
Градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, со богата агенда на активности. Граѓанската иницијатива за целните потреби според градоначалникот има особена важност. Средбите со граѓаните од урбаните заедници се репер за наредните активности. Приоритет ќе биде уредувањето на улиците и тротоарите. Изминатава недела градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, успешно ја спроведе својата мисија за посета на урбаните заедници на селбите и селата, со цел да се увидат проблемите и приоритетите на граѓаните. Според градоначалникот, изразувањето на граѓанската иницијатива е од голема важност и граѓаните имаат потполно право да ги конкретизираат целните потреби и проблеми од нивен аспект. Ние сме секојдневно на терен. Значи, секое градилиште во нашиот град, јас во текот на денот мора да го поминам барем 2 пати. Тимот работи неуморно и мора да кажам дека работиме со голем ентузијазам. Саможртвата е навистина огромна, посветеноста уште поголема. Парите се тие, но нашата девиза е дека со помалку пари треба да направиме што повеќе работи. Со навистина јасни тендерски постапки, со ефтини тендерски постапки и со вложување на сите, можеме да го промениме нашиот град. Всушност тоа се чувствува на секој чекор. Така да иако е зимски период, каде вообичаено активности нема во другите општини, ние не застанавме, а пролета мораме да дочекаме спремни. Јас реков дека 13 улици, големи улици во нашиот град треба да добијат нов лик, да бидат комплетно обложени и реконструирани со нова асфалтна површина. И мислам дека веќе од крајот на месец март, кога ќе бидат активирани асфалтните бази или почетокот на април, граѓаните на Штип ќе почувствуваат дека навистина сме сериозни. Увидена е потребата од целосно асфалтирани улици, што градоначалникот го издвои како приоритетен проект на кој се работи и ќе се работи во предстојниот период. Значи, помина времето на крпење на улици во нашиот град. Едноставно мораме да ги средиме затоа што луѓето ги испокршат своите автомобили. Пешаците не може да се движат исто така. Немаше доволно тротоарски решенија. И верувајте дека во секоја населба, како она што го направиме кај Пионерскиот дом, како што средуваме реката, кај музејот, исто така површината, кај училишто Гоце Делчев, сега од утре влегуваме во населбата 8 ноември, мислам дека нашиот град конечно ќе се го добие оној лик кој го заслужува. Ние само малку можеме да направиме, а повеќе бараме граѓаните да се вложат во смисол да го чуват она што ние го правиме. Верувајте дека обврска на секоја локална самоуправа и на првите луѓе на општината е да се вложуваат, да ги исполнуваат сите барања на граѓаните, нормално во рамките на можностите. Но ние се трудиме со постоечките можете да направиме што повеќе работи, граѓаните тоа го гледаат, битно е дека го прифатија новиот имидж на нашиот град, сватија дека имаме нови стандарди за убаво, за дотерано, за средено, многу пешачки патеки, стази и така натаму, и мислам дека тоа што ние го правиме тие ќе го зачуваат за генерации, затоа што Швајцарија е богата земја, не заради тоа што има многу природни ресурси, туку затоа што прадедото кога направи нешто, го чуваат правнуците и го користат. Мислам дека оваа девиза треба да примениме во нашиот град. Професионално извршување на службената дејност во координација со граѓаните кои се главните причинители на доверениот легитимитет на градоначалник. Ова е формулата за остварување обострано задоволство и успешни проекти, на која се повикува првиот човек на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Агенцијата за храна и ветеринарство неделава имаше отворени денови во неколку градови на истокот. Целта е граѓаните и компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор да се запознаат со новините во работата на агенцијата. На отворените денови беше промовиран водич за новините во означувањето на храната, усогласен со законите во Европската унија. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски со представници од секторите и оделенијата во агенцијата во општините Берово и Кочани одржа отворен ден со граѓаните и компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор. Целта е како ние како агенција да се доближиме до барањата на самите граѓани, на операторите со храна, на сточарите, да ги слушнеме од терен реалните проблеми, интегрално да ги добиеме со цел да можеме нормално да им излеземе во пресред, исто и да видиме во однос на нашето работење доколку имаат некои сугестии, идеи, да ги земеме во предвид истите и да го подобриме нашето работење. Најчесто проблемите, ќе кажам, во делот на сточарството се оние проблеми кои настана поради појавата на болеста син јазик. Тоа се економските штети кои ги претрпеа и нормално во регионот, во Кочанскиот регион и се имаше и појава на
поплави, исто така тука се засегнати луѓето, нели оние каде што одгледува животни, исто така за здравствената состојба на животните. И градоначалникот Драги Наџински задоволен од соработката со агенцијата. И ние како локална самоуправа со агенцијата имаме доста добра соработка, а и од произнесеното од самите граѓани се види дека и самите инволвирани службеници, тоест инспекторите и за храна и за ветеринарство, се луѓе кои настапуваат кај граѓаните кои се производители на храна и се занимаваат со сточарство и земјоделие, дека делуваат превентивно, тоест едукативно. Повеќето граѓани задоволни од работата на подрачните инспектори, но и со своји предлози за решавање на други проблеми кои се јавуваат во доменот на она што го произведуваат. Собственик на живинарска фарма, исто така која се наоѓа во Русиново. Поголеми проблеми немаме, така има некои проблеми кои добро менаџираме со нив, се снаодиме некако. Нашата кланица е регистрирана како категоризација извршена пред една недела од страна на Агенција за храна и ветерина, регистрирана е категоризирана како Б1 категорија, тоа е доста високо, значи кланицата може да работи и работи. Официјално кланица која што е регистрирана во источниот дел. Имам 100 пчелни друштва, размислувам да ги зголемувам оваа година, можда и да ги дуплирам и размислувам да се регистрирам во Агенција за храна и ветерина како би можел медот да го пласирам и по маркетите. Граѓаните во Малешевијата има еден сериозен проблем со откупот на компир. Значи сите се производители на компир не се регистрирани како производители, меѓутоа сопственото производство не може да го пласира никаде. Доколку би се намалил увозот на компир од септември до декември на некое прифатливо ниво, во Малешевијата нема да zostane ни едно кило компир. Во рамки на отворениот ден беше промовиран водачот за новините во означувањето на храната во Европска Унија, кој го подготви Агенцијата за храна и ветеринарство, наменет за компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор. Што се однесува до сточарите во село Шашаварлија, по периодот на стагнација повторно се враќа мотивот за зголемување на стадата со ситен и крупен добиток. Основен мотив за тоа секако се субвенциите што ги издвојува државата за развојот на оваа сточарска гранка. По повеќе години во селото Шашаварлија Штипско по пасиштата се напасува околу 1000 грла крупен и уште 5000 грла ситен добиток. Денес се едваја околу 30 глави говеда и 1500 овци. Осипувањето на добитокот со години се случуваше поради немотивираноста на луѓето да се занимаваат со сточарство, а во последно време и поради болести и помор. Умират јагниња, што е работа, јарења, што е работа не знаеме веќе. Доктори доваѓаат, зимат си пари, одат си јагнињата, јарењата, па си умират по нив. Значи нема спас. Кај мене кози имам 20-30 јарења изумрени. Но сточарите во ова село се соочуваат и со нелојалната конкуренција околу пасиштата. Од пред известно време во атарот на нивното село се напасуваат стада од околните села поради што тие трпат штети. Па од Прналија, Радовишка Прналија, од Радање има говеда, тачак, од секаде говеда. Значи се со ушеврлискиот терен. Ние заради нив, Липолдовски атар, имаме околу 30 декара површина работлива земјиште, заради нив оставиме ги. Овие проблеми со ангажман на надлежните во општината и државата, сточарите добиваат ветување дека ќе се надминат. Еден од најстарите жители на село Шашаварлија, Осман Османов, вели дека и покрај досегашната стагнација за сточарството доаѓаат подобри денови. Има пачишта, има доволно пачишта има. Може да се остава сега и јагниња, гледам дека речеа на јагне што ќе остават 4000 пари да се даде, субвенција за проплот, мислам. И за тоа изгледа, мислам дека ќе остават сточарство, кој може да чува. За разлика од порано, сега одгледувачите на добиток немаат проблеми ниту со пласманот на млекото и млечните производи. Речиси и нема ниту килограм залиха, зашто интерес за квалитетното млеко и сирење има се повеќе.
Во Македонија постојат лица кои не се евидентирани во матичните книги, пропуст на администрацијата или неодговорност на родителите. Станува збор за проблемот деца без документи, претежно од ромска националност. Во Македонија има лица кои не се евидентирани во матичните книги, ниту дека се родени, ниту дека починале. Тие живеат, но официјално никаде ги нема. Пропуст на администрацијата или неодговорност на родителите кои според законот се должни да ги запишат своите деца веднаш по раѓањето. Најчест изговор на родителите е сиромаштијата, односно немањето пари за документи. Ние како локална самоуправа, исто така и граѓанските здруженија кои што работат на ова прашање, ги упатуваме до Министерството за труд и социјална политика, каде што тука може да се направат оние ДНК анализи, каде што може да се утврди идентитетот на родителот, а исто така да се започне и постапката со бесплатна правна помош, каде што оваа постапка на судовите, значи се утврдува татковството на самите деца и истите деца се запишуваат во матичната книга на родени, со што можат да ги остварат нивните основни човекови права. Република Македонија е член на декадата за вклучување на ромите 2005-2015 година, како политички ангажман од европските влади да се подобри социоекономскиот статус на ромите, здружување на владите, владени и невладени организации, како и ромското граѓанско општество, за да се забрза напредокот кон подобрување на благосостојбата на ромите. Поради проблемот деца без документи, претежно од ромска националност, општина Штип е во тесна соработка со Министерството за труд и социјална политика, при што постои и комисија за специфични случаеви. Има и одредени специфични случаеви за кои што е потребно да се водат и судски постапки. Тука е во делот на случаевите каде што мора да се утврди татковство кај децата, а исто така и одредени други специфични случаеви каде што родителите се починати или не се живи, а сепак возраста на овие дечиња е голема и се уште имаат причини кои што не може да ги упишат овие деца. Ромите живеат во 64 од вкупно 85 општини во државата. Приближно 45% од ромската популација во Македонија живее во 10 општини, и тоа Битола, Дебар, Гостивар, Кичево, Кочани, Куманово, Прилеп, Штип, Тетово и Виница. Речи се истиот процент на ромска популација, односно 43,1% живее во главниот град Скопје, а половина од нив се во општината Шуто-Оризари, каде што ромите се мнозинство. Од општина Штип апелираат за поголема ажурност од страна на ромските семејства со цел надминување на проблемот деца без документи. Стапката на невработеност бележи најниско ниво до сега. Оптимистички се прогнозите за воиднина, според кои истата ќе продолжи да опаѓа. Со новиот оперативен план за 2015 година ќе бидат опфатени повеќе од 16.000 невработени. Невработеноста е на историски најниско ниво до сега, а прогнозата на домашните бизнисмени за оваа стапка се дека истата ќе продолжи да се намалува и во иднина. Благодарение на инвестициите, капиталните проекти и активните мерки за вработување, како и свесноста на стопанствениците за поголем бенефит со пријавени, отколку со непријавени работници, е причината за оваа позитивна состојба. Последните статистички податоци покажуваат дека стапката на невработеност во земјата на крајот на последниот квартал од минатата година изнесувала 27,6%, што е за 1% помалку во однос на истиот квартал од претходната година и цели 10% поени помалку од 38% колку што изнесуваше во 2006 година. Спроведените реформи за подобрување на бизнис климата донесоа голем број на компании кои работат во слободните економски и индустријски зони. Овозможени се повеќе од 13.000 работни места, а дополнително се очекуваат од 12 до 13.000 нови работни места да бидат креирани во 20 до 25 нови компании, кои што веќе ја донеле одлуката да инвестираат во Македонија. Со новиот оперативен план за намалување на невработеноста во 2015 година ќе бидат опфатени повеќе од 16.000 невработени. Се очекува да се отворат околу 8.200 работни места, и тоа 3.200 луѓе преку активните мерки за вработување и 5.000 млади луѓе до 29 години со мерката за ослободување од плаќање придонеси за време на 1 година за приватните компании.
Современата технологија, компјутерските игри и социјалните мрежи во одредени случаи се дел од причините за агресивно однесување кај младите. Контролата на родителите за рационално користење на времето пред компјутерите и секојдневните средби со пријателите може да ги намалат штетите од модерното време. Криенка, џамли, народна и плочка. Ова се само дел од друштвените игри за кои денешните деца немаат представа. Седејќи пред своите компјутери, таблети и телевизори, денешните деца несвесно стануваат робови на модерната технологија, не забележувајќи дека им поминува најубавиот дел од животот, безгрижно детство. Предолгото играње или користење на социјалните мрежи предизвикуваат оттуѓување кај младите. Тие стануваат агресивни, губат чувство за реалност, во која ја бараат истата возбуда што ја доживуваат на компјутерите. Децата живеат во еден виртуелен свет, играат мрежи онлайн, а меѓусебно не се познаваат. Децата немаат филтри и неселективно гледаат цртани емисии или пак играат игри со насилна содржина, па затоа се почесто ќе наидуваме на расправи и тепачки. Целокупната социјална средина влијае врз нормалниот психофизички развој на секоја млада личност, вклучително информатичката технологија, односно зависноста од интернет или играњето на игри. Посебно кога станува збор за игри во кои што се вклучени насилни дејствија, секако дека имаат влијание врз нормалниот психофизички развој. Сега тоа е се индивидуално. Например, во зависност од темпераментот и карактерот на детето, во колку повеќе часови поминува во играње на игри во кои што има насилство, секако дека може да влијае врз промена на неговата свест и врз неговата психа. Ако детето е, например, поинтровертно, позатворено и поповлечено во себе, во тој случај може насилните игри да предизвикат уште поголема агресивност и можеби и латентна, но можеби и експонирана агресија. Ако пак детето е, например, поекстровертно, поотворено кон другите луѓе, тогаш можеби на некој начин тие насилни игри нема да влијаат, се во зависност од возраста на детето. Во колку е помало, тогаш ќе има поголемо влијание, во колку детето е во поголема возраст, тогаш секако дека она што знае, што го стекнал во текот на искуството, што е добро, што е лошо, ќе знае да направи разлика помеѓу она насилство виртуелно и она што се случува. Бројот на млади кои се зависни од игрите на компјутер е во постојан пораст. Сите сме свесни за овој проблем, кој е од глобален размер, но ни преостанува само да се потсетуваме на едно весело детство исполнето со срекни мигови, дружба, па и по некоја ситна расправија. Пред крајот на дневникот уште еднаш да ве потсетиме дека годишната даночна пријава ќе може да се поднесе уште утре. Рокот истекува денеска, но со оглед на тоа дека недела е неработен ден, пријави во управата за јавни приходи ќе се поднесуваат и утре. На градскиот стадион во Штип, фудбалерите на Брегалница одиграа исклучително мирен надпревар со фудбалерите на Шкендија. Резултатот е 0:0. Во спортската сала на основното училиште Тошарство во Штип започна пролетниот дел од првата ракометна лига. Женскиот ракометен клуб Кожувчанка, кој се наоѓа на првото место на табелата, ги одмери силите со екипата на Овчеполе од Свети Николе. Според тренерот на Кожувчанка, нивна цел е да го задржат првото место во оваа лига, пошто следува влез во Суперлигата. Да го слушнеме Дејан Величков со изјава за денешниот надпревар. Ракометниот клуб Кожувчанка се натпреварува во првата женска лига. Моментално денес играше првото коло од пролетниот дел. Играшме со Овчеполе во Свети Николе, каде што ги победивме со 28-19. Полувреме 14-9. Од играта, како тренер, сум целосно задоволен од сите играчи што играат, бидејќи сите добија шанса да играат ново надпревар, а квалитетот се гледа и по резултатот дека е на наша страна. Во екипата играат сите играчи кои се од нашиот клуб, значи припуваат од младинските школи на ракометниот клуб Кожувчанка. Старосната граница на играчките е 18 години, каде што и за тоа е за пофала, каде што играат доста млади девојки, а покажуваат врвни резултати. Моментално
на табелата сме на првото место, каде што имаме само еден пораз и се надеваме дека и во идната година ќе играме во Суперлигата, каде што игравме до лани на 2 години. Но поради финансиски средства се вративме во прва лига и веќе немавме толку средства за да играме во Суперлигата, каде што таму и финансискиот дел е доста поголем, а за тоа немавме можност и затоа играме сега во првата лига. Но квалитетот се гледа и по резултатите дека и местото на раквиот клуб Кожупченка е во Суперлига. Овде е крајот на Дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна неделна вечер со нашата програма.